Добре дојдовте во долго очекуваниот и долго бараниот студио тур. Откако го промених студиото, редно беше да се снимит еден ваков студио тур, едно вакво видео. Така да тука за мене се наоѓа сега студиото. Не знам како се прави ова, никогаш снимано студио тур, така да ајдете со мене. Се уште не така. Значи, кој ќе влезете одевака гледате празен цик, но одевака за брзо време ќе има нешто TG Production. Не знам дали ќе купам некое знаме со TG Production или нешто, појма немам. Што знам, или ќе го исцртам зидот со лого или ќе ставам некоја моја слика што имам сликано. Во меѓувреме Hustle Doxer во продажба на TG Records. Морав малце да се испромовира. Зашто се многу јаки доксерите, многу топли, од позади изгледаат така, многу јако, така да сега јас мислам дека може да започнеме, но прво нешто што ќе ви го покажам е принтеров овде. Значи, овој принтер е многу убав. Вчера беше спрашина, пак имат многу убав принтер, Canon Pixma MG2550S и имат три функции. Имаме скенер, принтер и исто така принтер за слики. Што значи две функции се, ама можете да принтате и физички слики. Тоа малце покасно ќе ви го покажам. Физички слики каде што ќе може да ги ставите. Знаете, веќе снимавме за време на влогмасот, така да може да продолжиме. Тука долу имам еден вуфер. Имаме еден вуфер тука. Долу ќе облурниме. Тука имаме еден вуфер. Врши работа за миксање. Планира да зема студиски звучници студиски монитори за да може да прави многу појака музика, него што прави сега. И после ова не знам на што да одиме. Не одиме одма на сетапот ќе го оставиме за крај. Може да дојдете навака, само пази камерманот да се види нешто. Како што гледате тука имаме еден кревет, но е регал и покрај тоа што имаме? Имаме и овие LED кои се вака поставени. Поставени се така и да се направите некој вајп. Знаете, LED имаат повеќе бои, RGB се и може да менувате боја која сакате. Така да може да почнеме со оваа полица тука. Во моментов снимам со телефонот за да можам да исфлексам дека имам Canon тука, да можам да исфлексам дека имам Canon тука, дека имам Sony тука и дека имам овде вака стара камера која Merry Christmas, која е на филм. Со која планирам да купам филм, не знам точно колку пари се филмовите, они негативи. Планирам да купам и искрено ме фаќа желба да направам некои слики така со постар апарат, да не е дигитално и од тоа да го развивам филмот и да извадам слики. Бидејќи сега можам да вадам слики. Значи тука имаме Canon 2000D со ND филтер на него, зашто денеска снимав едно промотивно видео. ND филтерот е ND16 55 мм, 18-55 е блендата. Тука имаме Sony H300, не ја користам таа камера многу, имаме начај за заштита од светло, имаме тука еден многу јак часовник, многу скап. Пред да ви покажам навака, овде имаме едни Red Dragon слушалки, искрено добро ме служат, ама нешто малце ги зафртнав изгледат од овака и едната слушалка прекинута. Така, овде што имаме моја колекција на мириси, ова е Дедо Снешко, ова е Деде Мразов, ова е Пингвинов што го добив
поклон бидејќи во влоговите имаше пингвин, овде вака нешто кеш, тоа нема врска. Малце дисфлексаме ова и тоа е тоа за овој дел во глобала. Одеме надолу, тука ја имаме мојата колекција на часовници. 2 часовници во моментот не ме работат, но ќе купа батерии, пред да не купа батерии бидејќи се потрошени. Иначе, ела камер малку повака, овој часовник Reward VIP, многу многу добар часовник, многу добро изгледат, многу е лесен на рака. Иначе, имаме овде вака што е ова. Ова е курен, не знам кој е оно, кој модел. Овде вака имаме AP часовник. После имаме еден Sport Watch, не знам, не е G-Shock, ама е некој си Sport Watch, water resistant. Имаме еден G-Shock, имаме еден Olufs, имаме уште еден курен, имаме ключ од мотор, имаме нешто priceless тука, TG Record Planet, кој е priceless. Не би ги редам цените на часовниците. Тука долу ми е charging station за камерата, еве се другите батерии од другата камера, таа камера тука, и некои си дискови. Тука се кутиите од микрофонот, слушалките и некои си кабли. Сега, одиме ваму. Значи да што можете, како што можете да видите, овде вака имаме како некое, да речеме, мини студио, ама може да се снимаат и овде вака некои јаки кадри, посебно во овој дел на вака, ако ја поставиме вака камерата. Овде вака ми е раката од микрофон, зашто вчера ми падна, треба да и ставам силикон тука за да не ми ја греби масата која ќе ја видите после. Тука имаме уште едни Bluetooth слушалки, многу добар JBL, многу добар квалитет. Тие ќе ставиме тука. Имаме овде вака еден трипод, кутијата од камерата и радио за во кола. Навака, овде вака имаме еден PC кој не го користам, имам доста меморија на него, планирам да го поврзам на лаптопот, но треба да купам, не знам како се викаше, за да го направам за Dual PC. И имам некои доста материјали на него кои може да излезат искрено на TG Production, бидејќи порано доста многу филмови снимав, како што знаете, и имам доста материјали на него, но се во заклучен фолдер кој не знам како да го отклучам. Ако некој знае како да кракне WinRAR, слободно пишете долу во коментари, ке да ми помогнете ако знаете. Имаме и тастатура за него и тоа е тоа ведневала. Овде вака имаме некоја документација за фирмата. Тука се иститите. Имаме Jugo Duxer, кој е исто така во продажба на TG Records. Ова беше намерно наместено овде вака за да ви го испромовира. Многу јаки се, многу топли се, не дека ја ги фала дека се мои, туку стварно се добри и овие дуксери, Hassel дуксерите се за оние кои не престануваат да работат, значи кои цело време грендат, кои сакаат да успеат во животот и сакаат да бидат сам свој гаст, што викаат хајнас. Затоа се овие дуксери, а овие дуксери, овде Jugo дуксерите се за оние кои сакаат ретро коли и кои се обожуватели на Jugo. Елена така.
Овде вака имаме физички слики кои ги принтав со кој принтер таму. Што значи имаме еве вака. Ова е сокол. Можда бојдеме од влоговите од влогмасот ги имате билено. Еве кокичиња нешто слики и ова мојата најомилена слика од сите слики кои сум ги направил до сега е ова. Не знам зошто, ама така има многу shallow depth of field и многу е во фокус кој што треба, така да едно од најомилените слики ми е. Еве го Рекс. Ова е нешто документација за фирмата, така да. Сега да ги вратам само сликите и прво. Тука имаме држач за телефон, за на ОЕ Riuet. Не знам колку го зедов, околу 500-600 денари го зедов, го најдов на интернет. Многу добар, искрено, има доста опции кои можат да се направат. Тука е сета документација за фирмата, некој Равојче на времето кога свирев и тука не покажуваме повеќе. Во главно тоа е тоа за овај дел овде. Јас мислам дека сега конечно може да преминеме на сетапот, но пред да преминеме на сетапот, ова слика ја има направена 2019 и многу ова слика е со телефон направена, така да не ви треба секогаш професионална опрема за да направите некоја си професионална слика, како што е таа тука. Многу добро изгледа. Битно е да ги знаете фундаменталс за креирање на слика, како композиција, rule of thirds и многу други работи. Тоа може да погледнете на Дарко Соколевски канал долу во дескрипција. Таму ви објаснувам како да станете професионален видеоедитор и што точно треба да знаете за да направите едно професионално видео. Елем, одиме сега малце натака. Добре дојдовте во TG Production. Добре дојдовте во TG Production. Како што гледате сега, многу побој изгледат него преска. Да снимаме се уште со телефонот, но ова е TG Production. Овде вака на оваа маса се стварат сета магија што излегуваат. Значи, целиот контент за сите клиенти кои снимаме контент, за клиенти кои едитираме контент, излегуваат се од тука. Ела камерман од другата страна. Како што гледате тука имаме и да, буквално одовде излагат и сета музика на TG Production. Тука имаме еден монитор и еден лаптоп. Значи, овој лаптоп ги има следните спецификации. Ryzen 5 7 генерација, интегрирана Radeon графичка картица, 16 RAM, 256 SSD, 16 RAM DDR5. Имаме тука е монитор Fuego, кој е за дизајн 24 Hz. 24 Hz, не знам точно спецификациите за тоа, затоа ќе ги ставам овде вака на екран, а и долу во дескрипција може да прочитате кои спецификации ги имаме. Тука имаме една звучна картица за микрофонот, V8 звучна картица, имаме BM800 микрофон кој го користам за снимање на песните, но во моментов е вака бидејќи раката ми падна пред да снимаме вчера и не ми е наместена, бидејќи не сакам да ја оштетам ова маса која сам ја изработив заедно со помош на татко ми, така да тоа е тоа во глобала. Тука имаме едно пенкало од
ако се гледа, не е тоа што мислите, туку е DG бренд. Тука имам една тетрадка која сега повторно ја зедов, дневник во кој правиме to-do листа и што имаме за работа во денот. Ја имав негде зафрлена оваа тетрадка и буквално од како почнав да пишувам to-do листи и такви работи, јас бев премногу организиран и премногу работи завршував во денот. Преку 50 проекти завршував во денот. Мислам проекти, тие не се некои си огромни проекти, туку едитирање на видеа, да направам, да истренирам или било како. Буквално си го организирам така денот и многу побаво ми поминува денот. Дека ме беше фрлена негде, немав никаква организација. Затоа протип ви давам, организирајте си го денот со to-do листа вака, или не мора ни вака да пишувате рачно, туку на вашите телефони имате to-do лист апликации колку што сакате за организација на време. Тука сега немам што друго да ви покажем, буквално лаптопот, зручниците не ви ги покажав, тие се високофреквентните и долу таму буфера што е. Направив колку што можам cable management, тука имаме еден читач на картица. Поздрав за AS Engraving што ми го даде ова, бидејќи ми цркна моето и многу добро работи, и RGB, мислам не RGB, само плаво свети, така да. Иако тоа е тоа, не е нешто преголемо, студиото нема некои премногу работи, да, и тука стендот за ring-лайтот не ви го покажам преска, заедно дојде со него, немам што повеќе да кажам, тоа е тоа. Мислам дека се покривне и јас сега одам да снимам друго видео за Дарко Соколевски каналот, а вие уживајте во денот и субскрибнете се на